Да му се помолиме на Господа, да му се помолиме на Господа. СДС се враќа на темелите на Асном. Така порача шефо од Струмица. Сефо, добро, Сефот мој пол, шефо, значи, шефо така порача од Струмица. Се враќаме на темелите на Асном. Да те питам, шефе, мислам овој сегашниот шеф, да те питам нешто, ако се враќате на темелите на Асном, сега на какви темели бевте до сега? Пошто се враќате? Значи, ако се враќате на нешто, значи негде сте биле. Или сте тргнали у погрешен правец, па сте сватиле дека сте на погрешен правец, па сега се враќате. Или се враќате, ќе си го питам што се враќате. Мислам, ви, значи, кога даваш една изјава, значи, мора да ги бираш зборовите, шефе, мора да ги бираш. Значи, треба тамо некој да има барем со 85 IQ околу тебе да ти каже, чекај, шефе, тоа се враќаме, не е добро да се употреби, пошто тоа значи дека сме биле негде на погрешно место, у погрешен простор, сме сгрешиле времето, па сега се враќаме назад. Чудна е временската машина на социјалдемократскиот сојуз. Знаете, може да отиде до бугарашење и фашизам и одеднаш да се врати на Асно. Веројатно биле на спротивната страна негде, да му еве мате. Тоа сакам да ми обясни, шефе, сега следново обраќање. Од каде тоа сега вие се враќате на темелите на Асно? Кај бевте до сега? Асно. Шо беше бе тоа Асном, шефе, ќе ми кажеш, тоа е акроним, Асном, значи скратеница оваква, акроним, Асном. Шо значеше бе тоа? Знае бе некој да ме подсети од каде су партија Асном, шо значеше тоа? Нешто беше поврзано, нешто антифашистичко собрание, собирли беше собрание, па добро, тоа е антифашистичко собрание за народно тоа ослободување на Македонија. Не. Асном на Македонија, да, не, северна немаше тамо тогаш северна, тоа е Панко Брашнаров, тој манифестот не пишуваше северна, значи Асном. Значи негде од прилика антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија. Да бе, тоа е. Ваljda знаете што значи, еве, ја едва и ми текна мене што значи. Не знам вас, еве, ако не ви текна, еве, мене ми текна, тоа е, проверете го горе доле. Него што имате вие со антифашистичко кај вас, не знам, мислам тоа. Освен дедовци што имавте татковци, дедовци што имавте нешто партизани, ама тоа сте забораиле. Они сега и да им ги откопате гробоите по некоја случајност, ќе ги најдете 3 пати ротирани, превртени на стомак. Добро. Веројатно тоа се должи на одредени поместувања на одредени тектонски плочи, не заради вас тоа. Геолошка работа, знаете. Не заради вас, зашто би се ротирале заради вас, мислам, нема причини никакви да ротираат. Значи антифашистичко. Значи се враќате на антифашизмот. Па кај побогу бевте до сега, бе, шефе? На која страна бе? Да бе! Абе ми текна нешто едно време со Бугарија, бе. Имавте некој, нати го, дај ми го некој муавети, ги примавте дома, нивни премиери, па тие од нашава дома порачуваа кон светот, кон македонската јавност, дека нема такова малцинство в Бугарија македонско. Петков му ја памтам изјавата, шефе, тука 30 секунди подоцна после таа епохална изјава на тој премиерот Петков, мислам дека се викаше, 30 секунди подоцна излезе Таче. Таче излезе. И се изгушка со него, и нека повелика мене влада. Го прими, изгледа јако тогаш Таче. Каков срам беше тоа, шефе, да ти кажам. Не знам дали си го ја видел таа снимка. Ти тогаш беше нешто у влада, мислам, ко министер, ко нешто. Не знам дали ја виде снимката, дали присуствуваше ти некако на седла. Се поздравили со Петков, се изгрушкавте ли со Петков. Така да, ова враќањево на антифашизмов, на Асном, мора да го објасните за народното ослободување на Македонија. Па вие ниту со народно ослободување имате нешто, ви имате поише со раздавање на тоа народ, што означува раздавање, па растоси на својот народ, закупување, овона,
Пошто таа гробарската дејност кај вас у партија не ви е нешто непознато. Имате занат јак тука многу, барем кој се однесува до погребување на сопствениот народ, мислам. Лопатата ви е инструмент, алатка што најдобро тогаш ја користите. Кога треба цел народ, мислам, да се погреба, да се закопа. Ово. Видиш, вие нема кај да се вратите, дечко. И да сакате нема кај да се вратите. Асно више не ве прима. Барем се што... Чекај, некој ми звони. Барем што се од... Вие нема кај да се вратите назад, нема. Асно не ве сака. Народ не ве сака, никој не ве сака. Ова бугар лепа ми звона, чекај се. Ова бугарашењево како ве остаи некако со гол гъс на пол пат, нема назад враќање од тоа. Гледав сега скоро една бугарска, една, што ве тера све на ова бугар, една полска славистка позната на интервју, кај еден од вашиве, дечко, 90 години, македонист славист познат. Кажуваше како уште од 70-тите, 70-тите години бугарите се обидувале да ја врбуваат, да не предава поише за македонски јазик. 4 наврати, ја ти раскажа ова цура во 90 години. 4 пати се обидувале да ја врбуваат. Прв пат во Бугарија, во Софија, дошле некои непознати што она не ги видела на тој семинар за слависти и рекле: "Ве молам, ако сакате на ручиче едно да седнеме, да се почастиме." Седнале, почнале фин муавет, раскажуваше цурава. Почнале некој фин муавет како ви е во Софија времето, како ви се допаѓали тука, дали е убаво све, да, убаво, и одеднаш ја свртале темата и почнале, видете, некако ако може понатаму да не предавате македонски јазик, и она им реклама зашто не предавам структурата на македонскиот јазик, и она што мене ме фасцинира, затоа како полска државјанка и појакиња, полјачка, не знам како му доаѓа на македонски, и вика изгледа така, вика, јас сум се воодушевил, јас сум решила да се посветам мојата кариера славистичка, лингвистичка, да ја посветам на македонскиот јазик, и откачила. Втор пат и дошле во некое одмаралиште во Полска, близу Варшава. Она била со мајка и тамо дошол некој ректор на универзитет во Софија, и знаете што и ветил? И ветил идеална среќа ако се откаже да предава македонски јазик. Идеална среќа ветил и рекол: "Кога сакате 3 месеци, кај сакате на Бугарско приморје, златни пјасци, вамо тамо, кај сакате 3 месеци ќе седите све платено, баш ќе ви ги печатиме вашите дела, вашите книги, ќе работите на проекти кои што нели ќе бидат од интерес наш, ваш, исто така, особено материјален." Цурава ги откачила и тогаш. Имало уште 2 наврати, така гледате емисијата, да не раскажам, во интерес на времето. И само се прашувам, тие непознати ликови, познати од смисла на што имале големи функции, ректори, мектори, директори, новинари на медиуми, вамо тамо, директори на медиуми, сакам да кажам, колку ли нуделе на наши така видни личности да сменат колосек, да почнат со бугарашење, одеднаш да се осетат како луѓе со български происход. Баш ме интересира тој дел од таа приказна. Некој од нашите служби, институции, кој би ги истражил сите тие моменти во Македонија последниве 30 години. Кој тоа после ветување за една идеална среќа, појма немам за минати 3-месечни летни одмори на бугарското приморје, појма немам за запишување на своји деца на факултети во Бугарија, за завршување, за зимање пасоши бугарски, за кој тоа све се очарил и офајдил од оние кои што до вчера се кажувале македонци и биле дел нели од оваа држава, или барем биле ги криеле како змија нозете своите афинитети кон бугарите. Ама ќе да е ова прво, знаеш, дека може таа идеална среќа била некој тригер за нив, некој си, како да кажам, некој си предизвик. Па решиле нели да трне. Тоа би било супер нашите институции кои би го утврдиле, кои би ги свадиле барем за некој од нив така што се по експлицитни, што беа у јавност изминативе години од тие бугари што се нарекуваат. Да видиме како, на кој начин стана, би било добро тој дел да се истражи, нели така. Значи, генерално, мав ви е работава. Шефот.
Сефот му е полн, шефот на СДС, шефот на СДС. Ма вие работава, значи, од тие гомна, нема таков водопад што може да ви испе, у кој што влеговте. Од тој пат по кој што тргнавте пред 8 години, нема враќање. Не кај нас. Може па да се вратите кај бугарите, слободно ви е, твојо, само одете. Ама нешто да се вратите кај нас, за нас, на Асном, тоа темелите на Асном, да се... Па нема шанса, човече, па нема шанса. Тогаш овие вашиве прадедовци, што беа партизани, ја мислам нема само да ротираат. Од гроба ќе почнат да искачат. Ќе да бркаат во јаве и во соништата, ќе мир нема да ви дадат. Ќе се закачат за вас, крвта ќе ви пијат преку памуче со цевче. Тешко враќање од тоа. Така што мора да се помирите со горката судбина. Дека ВМРО минимум 8 години ќе владе, минимум. А ја прогнозирам, да не претерам, барем и трет мандат. И се надевам дека многу работи од тие што кажа ќе исполнат. Еве сега баш ми е драго што слушам набрзо ќе почне да се прави новата железница низ Македонија, што води до Солун. Тоа ќе биде капитален објект. Фала Богу, нема да патуваме до Битола 6 сата со воз. А баш кај премногу преубава, не знам кој патувал со воз на времето, ние кои сме патувале у таа бивша Југославија, значи најубавите патувања беа со воз. Тоа дружење, кушет, коли, спиеш, па имаш бифе, па си седнеш, па си гледаш пейзаж наврен, па можеш да прошеташ. Тоа е феноменално. Замислите сега вие, ако на вистина возови возат 180 км од час, ќе биде топ. И тоа е една идеја што ја, значи, глупо е за ВМРО да се каже, кој ќе каже некој проект дека нема да го истера, тоа рачунајте го дека ќе се заврши. Пошто за тоа се овие ВМРО-вци воркохолици, и кои ќе фатат нешто да прават, они ќе го направат, тоа можете да бидете убедени. Се надевам дека и со тие овие поимањам пари од британците знам ќе бидат уклучени. Тоа ќе биде исто, според мене, еден од најкапиталните проекти. Ќе се прави новата железничка, фала Богу, во Скопје, новата. Ние си остана името новата, пошто имаме стара земјотресот што ја сруши. Си остана новата, но више со години е запуштена, далеко од нова, кој влегол внатре. Знае за што зборам, тоа значи и режисери на најтреш хорор филмови што снимаат во Холивуд. Ја мислам дека кој ќе влезат у железничката наша, нели, новата, пак ја наречам, дека ќе се извадат од памет што е тоа внатре, како е, така да конечно мислам дека и Скопје како град заслужува и нова железничка станица, пруга, мислам тоа што треба да не врзе со нема муаве за тоа дека е навистина смејурија до денес 21 век ние да немаме железници и брзи возови. И конечно тој проект ако се направи, мислам дека ќе биде голем плюс за власта. Така што очекуваме да видиме што ќе се случи, мада ќе ви кажам, ја немам сомнежи дека тоа ќе се заврши, затоа што тоа не е само од интерес на нас, тука има и други овие фактори што има интерес таа железничка да профункционира. Еве рецимо НАТО, да кажеме, ние сме дел од НАТО, се јеби га. Тоа е тоа. Не се знае до кога, но сме дел од НАТО. Така да и мислам дека и од тамо ќе има позитивни притисоци тоа да се заврши што побрзо и така натаму. Ви кажав исто така, многу ми е драго што разбрав од луѓе од Министерството за култура, ви го кажав тоа дека и новата универзална сала, тоест нејзина реплика, како што си беше, ќе почне да се прави, сега не знам баш не од септември, тука нешто треба изгледа тоа да биде тендерот или не знам како иде тоа, не знам дека. Битно е дека и таа планира да се направи во наредните година и пол, не знам. И кажа и тоа, ама сега изумив и тоа баш луѓе што се однатре, што се запознаени добро со проблематиката. И така што тоа ќе бидат такви поени плюс уште некои други проекти, така што може и да не се враќате на темелите. Не се ни обидуете да се вратите на темелите на смо. Убав пат си фативте. Пат без враќање. По тој пат. Здравје Боже, ако се направи новата пруга железничка, новата инфраструктура, новата железничка станица, може и на воз да ве качи. Не како оној бугарине на 11 март 42-3 кога беше, кога ги праќа овие евреите с македонски утребника. Не таков, патнички воз убав ќе ве сместиме до Софија, тамо можете да си демократија тамо, слободни луѓе, слободна земја, можете баш онака како дома да се осети. Пошто вие вашата дома одамна ја загубивте. Вашата дома не ве смета веќе за домашно. Шарко, тоест народо, веќе
Отдавна не лая на домашни. Мислам, не лая на домашни предавници. Благодаря много, имайте убав ден, се гледаме.